Значи, за развојот на системот на функциите на јавните објекти, согласно Генералниот урбанистички план, се обезбедуваат простори, капацитети и диспозиции на објекти кои оптимално ќе ги развиваат потребите на граѓаните. Тука спаѓаат функции, содржини и институции за грижа, воспитување, образование, здравство, социјална грижа, како и установи за објекти на културата и други функции од општествен стандард. Анализата, односно проекцијата, согласно Генералниот урбанистички план во измената и дополната на Генералниот урбанистички план во 2006 година, покажува дека постоечкиот капацитет на објектите за предучилишно воспитување нема да ги задоволат идните потреби во насока на развојот и на зголемување на бројот на жителите во град Струмица. Затоа, согласно Генералниот урбанистички план, се предвидува локација за изградба на нова детска градинка. Локацијата е во старата касарна, односно во блок 36, која парцела е во собственост на Република Македонија со трајно користење на општина Струмица. Знаеме, порано спомнуваме дека трајното користење е предадено земјиштето од страна на Министерството за одбрана. Општина Струмица подготви проектна програма за изготвување на техничка документација, односно основен проект за детска градинка, кој се наоѓа на градежна парцела 3613А. Површината на потоа беше изработен архитектонско-урбанистички проект, односно тоа значи организација на таа градежна парцела. Градежната парцела има површина од некои 7400 метри квадратни, со максимална површина за градење од 1800 метри квадратни. Објектот на градинката кој што е проектиран е со габаритот 1400 метри квадратни, кој што дозволува поголема слободно неизградена површина на градежната парцела. Висината на објектот нема да го наруши изгледот, односно погледот во однос на другите објекти, значи станува збор за објект со катност од приземје и 1 кат. Пристап има обезбедено до парцелата, пристап има обезбедено и економски влез и регуларен влез, како и лифт за потребите на лицата со посебни потреби. Објектот треба да биде поставен во парцелата согласно со параметрите од архитектонско-урбанистичкиот проект, односно да обезбеди сончева изложеност, осветлување на сите простории во објектот, проектиран и димензиониран и обликуван е согласно возраста на децата. Организацијата на просторот треба да ги, односно и ги задоволува потребите на децата и обезбедува разновидни активности, што програмски, што спонтани, како и заеднички, индивидуални и обезбедува оптимална поврзаност и прегледност. Сите простории во објектот се димензионирани согласно капацитетот и согласно законските регулативи, односно согласно законот за заштита на децата. Има простории за деца по возрастни групи, јасли, хомогени групи и хетерогени групи. Делот на јаслите е организиран со 4 простории. Тоа овде спаѓаат деца на возраст од 0 до 24 месеци, односно до 2 годишна возраст. Во хомогените простории, кои што се 10 на број, ќе бидат организирани за деца на возраст од 2 години до 6 години и хетерогените групи се за оние дечиња на поголема возраст, односно до 10 години. Што се однесува до слободниот неизграден дел од парцелата, кој е наменет за организација на паркинг простор, на зеленило, на простор за играње на децата, морам да споменам дека капацитетот кој го задоволува градинката, односно број околу 250 деца, слободниот простор пропорционално изнесува 25 метри квадратни по дете, што согласно пропишаниот стандард далеку е поголем, односно стандардот е 15 метри квадратни по дете.
Јас овде ќе застанам, затоа што во делот на организацијата на објектот, можеби во некоја наредна прилика, ќе објасниме и ќе ви дадеме на увид, бидејќи се уште проектот може да претрпи одредени промени во однос на организирањето,